Благодарам господин Реджепи, индерувар Димс министр Реджепи, почитувани присутни, тандерувар те пранешам, почитуван државен секретар за граѓанин, почитуван директор на Полицијата на Словенија, почитувани заменици директори и шефови на делегации, почитуван господин Монтанаро, почитувани колеги и учесници на настанот, дами и господа. Ќе го започнам моето обраќање со добродојде и ви благодарам. Добродојдовте овде во Охрид, во градот каде секој се чувствува добро, убаво како дома, без разлика дали е дојден на посета, на културен настан, на одмор или работно. Ви благодарам што покажавте дека само со заедничка работа и со навремена размена на информации се постигнуваат очекуваните резултати. Како домаќин на настанот, особено сум благодарен на сите активни учесници за нивната посветеност и работа за реализација на симулацијската вежба. Благодарност упатувам и до сите кои несебично го помагнаа одржувањето на настанот. Помошта од нашите партнери, изразена преку спроведувањето на ИПА проектот EUFOR FAST и континуираната поддршка од ИОМ, како и нивната директно инволвираност во овој настан, ни овозможија проектираните активности, но и нашите идеи да ги реализираме во пракса. Во пресред на одбележувањето на Европскиот ден за борба против трговија со луѓе, 18 октомври, сакам од оваа говорница да потсетам на сериозноста во овој проблем и да потикнам акција за негово искоренување. Во ова обраќање не би сакал да говорам за постигнувањата и напорите кои сите ние ги правиме во насока на сузбивање на трговија со луѓе и криумчарење мигранти. Тоа ќе го оставиме за големите конференции и форуми, каде многу се зборува, а ретко каде и кога зборовите се реализират во дела. Верувам дека целта на креаторите на ова вежба беше токму тоа, практикување во вашите дневни активности во една мултилатерална средина, каде што ќе учиме едни од други, ќе увидиме кои се нашите предности, но и ќе утврдиме недостатоци со цел истите да ги надминеме, отстраниме и бидеме поефикасни во работењето и во сузбивањето на овие криминални активности. Свесни сме дека прекуграничната размена на информации значително е подобрена и помеѓу администрациите на Западен Балкан, но и помеѓу нив и земјите членки на ЕУ. Истовремено, бројните правни акти и каналите за комуникација кои ги имаме на располагање придонесоа за поставување широк избор и обемен алатник за собирање, обработка и размена информации помеѓу администрациите на Западен Балкан, земјите членки на Европска Унија, но и со останатите европски играчи во областа на правда, слобода и безбедност. Меѓутоа, ваквата разновидност понекогаш доведува до недоумница при изборот на соодветни канал за комуникација, а сите ние се разликуваме во истиот недостиг на некаква јасна заедничка европска политика, особено на една политика на размена на информации помеѓу ЕУ, земјите и нас. Иако сето ова е технички прецизно и точно, она што би сакал да го подвлечам во ова прилика е фактот што можемо да воспоставиме најдобри и најобисмени политики и стандарди, оперативни процедури за заедничко работење и размена за информации.
Ако во нивното спроведување отсутствува прво посветеност во нивното реализирање и второ, уште поважно, меѓусебна доверба, тогаш сите наши напори се осудени на неуспех. Дополнително, кога на ова ќе ја додадеме и потребата од меѓусебно познавање на поставените структури и системи, за да можеме во секое време да знаеме точно кому и како треба да биде пренесена одредената информација. Се соочуваме со реалноста дека не е толку розово во меѓународната размена на информации. Моje лично убедување е дека квалитетот од персоналот е од клучна важност за постигнување оптимална ефикасност, но и исто толку важно е елиминирањето на националните граници кога станува збор за размена на информации. Невозможно е, се надевам, ќе се согласите со мене, размената на информации да го постигне својот целосен потенцијал кога постојат различни национални системи, бази на податоци, регистри, правни системи, легислатива за заштита на податоци и озгора на се значителни проблеми во интероперабилноста. Во друга страна пак, нашата задача не ја завршуваме единствено со размена на информации. Време е сериозно да работиме и на воспоставување практики на спонтано споделување информации или, ако сакате, нивно циркулирање помеѓу нас, агенциите за спроведување на законот на национално ниво, а потоа и на регионално или на европско ниво. Почитувани, не смееме да заборавиме дека Европа е само еден континент, само еден регион од светот и во ова насока станува неопходна потребата од глобална размена на полициски информации и полициска соработка. Токму во делот на борбата против трговија со луѓе и криумчарење мигранти, како дел од нашите напори за сузбивање на илегалната миграција, неопходна е полициска соработка помеѓу земјите на дестинација, земјите на транзит и земјите на потекло. Овој троен контекст на испреплетена култура, историско минато, правни уредувања и економски развој не е лесно да се вклопи во нашето секојдневно работење. Во идеална ситуација, доволно ќе биде изготвување и усвојување на еден единствен правилник за размена на информација по кој ќе работиме сите ние. Во ситуација која е далеку од идеална, нашата задача останува иста – да бидеме успешни во заштита на националните граници, гаранциите на безбедноста на нашите граѓани и борба против криминалот. Задоволство ми е што Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија беше концептуален лидер на ова симулацијска вежба. Се надевам дека нема да застанеме и дека во блиска иднина ќе бидеме сведоци на зголемен број размени на полициски службеници, регионални и меѓународни полициски операции, акции и пред се работни посети на колеги од надворешни полициски служби на нашите служби. Воедно би било убаво во иднина да видиме и како ваквата подобрена координација и комуникација се преведува во оперативни резултати и колку истата придонесува кон поефикасна борба и сузбивање на овој вид криминал. Ќе го завршам моето обраќање потсетувајќи на 5 општи начела на кои се потпира директивата на Советот и на Европскиот парламент за размена на информации помеѓу органите за спроведување на законот во земјите членки од 2023 година. Тоа се достапност, еднаков пристап, доверливост, собственост на податоци
и сигурност на податоци. Кон нив би ја додал и меѓусебната доверба како основен предуслов за успешна и ефективна размена и споделување информации. На сите ни е јасно дека споделуваме информации единствено на колегите во кои имаме доверба. Од една страна, довербата е поврзана и со институционалната, па и меѓународната посветеност, односно со степенот до кој соработката помеѓу различните безбедносни агенции и интернационализирана. Од друга страна, довербата во голема мера зависи и од личните мрежи, а тие пак зависат од степенот на институционална хомогеност. Некогаш потешко е да се постигне доверба помеѓу полициски и неполициски актери на национално ниво, отколку, например, доверба помеѓу полициски агенции од други земји. Користејќи ги токму настаните од ваков вид, меѓусебно се запознаваме, работиме, споделуваме предизвици и добри практики и воспоставуваме мрежа на познатства и пријателства. Борбата против овие криминални действија бара заедништво. Заедништвото кое го покажавме овие денови и кое функционира низ годините наназад. Заедништвото кое ќе ни е повеќе од неопходно. На самиот крај би сакал да упатам голема благодарност до нашите партнери, а пред се и до тимот во нашето Министерство за внатрешни работи, која ја реализираше ова вежба. Ви благодарам за вниманието. Ju falem derit për kohën.